Почитувани гледачи, добро вечер. Во духот на слоганот "Секогаш тука за вас", ЕВН Македонија и оваа понеделничка вечер ни го возможува 10-тото поред коло на срекно семејство. Заедно со трите нови семејства кои денеска или вечерва ни пристигнуваат, две од Скопје и едно од Куманово, ќе ја заокружиме бројката од 30 срекни семејства со кои се дружевме досега. Велам досега заради тоа што во иднина ни преостануваат уште многу кола од овој квиз, а единствениот услов да бидете дел од него е редовно да ги подмирувате сметките за потрошената електрична енергија. Дека е така ќе ни потврди и стручната комисија која имаме и оваа вечер. Иначе представници од ЕВН Македонија, веднаш ќе им ги честитам двете награди освоени за најдобри општествено одговорни практики за 2013 година. Добро вечер до вас и честитки за наградите, нешто за што ќе продискутираме кон крајот на ова 10-то јубилејно коло на срекно семејство. Но кој друг ќе освои вечерва награди? Имаме 3 семејства со кои ќе играме и ќе се дружиме. Па со рети да ве запознам. На позиција број 1 семејството Петковски од Скопје, тато Златко, мајка Катарина, синот Мартин и керката Христина. Аплауз и за семејството од Куманово, Кузмановски, носителот на сметката Тоде, неговата сопруга Стана и керката Бети. И на позиција број 3 од Скопје исто така семејството Новковски, мајката Сашка, Андреј и Михаил. Добро вечер, господа, за вас и уште на самиот почеток ќе ви посакам среќа, да освоите најголемата сума. Ајде да се запознаеме. Семејство Петковски, ни доаѓате од Скопје. Наставник сте по математика. Најомилениот предмет. Основно училиште 11 октомври. Поздрав до вработените ученици до 11 октомври. Така. Кажете ми, бројките математикава ќе помогне ли во овој квиз? Па повеќе среќата. Повеќе среќа. Да. Кажи ми, Мартин, ти помогне ли тату во математика досега? Прва година си во средното училиште. Ќе поздравиме ли некој таму? Другарите сите и претпоставувам професорите, нели? Да. Ви посакувам многу среќа. На позиција број 2 семејство Кузмановски од Куманово. Добро вечер, како сте вие? Се изненадевте ли кога ви се соопштија? Како ги поминувате пензионерските денови? Пред малку ми кажавте дека фонтаната околу Батко Ѓорѓие е зборното место. Да, шетаме. Така, тетка Стана, додека го чекате тоа да се врати од шеткање. Вашата главна преокупација во текот на денот која е? Домаќинска. Правење ручек. И штедење, претпоставувам, електрична енергија. Разумно користење на електричната енергија. Добро, и на позиција број 3 семејството Новковски. Како се чувствувате вие? Супер. Мислите ли дека двајцата синови се вистински избор за денешното издание на Отквиз? Нема да разочарате вашата мајка, нели? Спремни сме за игра. Во ред, тоа беа нашите 3 срекни семејства, а вас, почитувани, ве поканувам во следните 30 минути да проследиме кој од нив ќе се замине со 300, кој ќе се замине со 500, а кој со 1000 евра. Првата игра е на ред, топка на среќа. Семејството Петковски од Скопје се првото срекно семејство кој во ова 10-то коло на квизот срекно семејство ќе се обида да соберат што повеќе поени во првата игра. Катерина, дали сте подготвени да ги срушите од 3 обиди сите овие коцки? Подготвена сум. Мислите дека ќе биде лесно? Па мислам дека ќе биде. Така. Имаме сопруг математичар, ќе ни ги собере поениве, нема сигурно да пропуштиме ни еден поен. Ајде да видиме. 3 обиди имате, господја Катерина. Ајде еден аплауз барем од семејството Петковски. Ајде да видиме. Ете ги. Катерина, лесна и оваа коцка. Во овој случај со 2 обиди успеавме. Во овој случај кога едната коцка не ни ја кажува точната бројка, ќе посметиме ова и да видиме што добивме. Повелите, Катерина, до мене. 4, 10, 13, 18, 20 поени во оваа игра. Точно е, нели? Така. Следува семејството Кузмановски од Куманова во топка на среќа. Тетка Станче на својата позиција ја има топката, а колку ќе има среќа дознаваме за многу кратко. Подготвени сте, тетка Станче? Да. Да. Шкотоде можеби ако турнеше ќе беше посилно или не? Ајде да видиме тогаш. Залетете угово топката и направете го првиот удар, тетка Станче, со еден удар па успеавте, све нема потреба да останатите. Повелете до мене да ги пресметаме броевите од
горните темења на коцките 16, 12, 16, 17, 18, 19, 20 поени, исто со семејството Петковски, тоа ќе значи дека ќе фрламе среќна коцка, но откако семејството Новковски ќе изигра топка на среќа. Андре е на својата позиција, подготвен да собере што повеќе поени во оваа игра. Но пред да го направиш тоа, ќе ми кажеш, 4-та година си во кое средно училиште? Во Кочо Рацин, во Ѓорче Петров. Спремен си за да бидеш годинава матурант? Секако. Јас ќе ти посакам да освоиш 1000 евра во среќно семејство, како би ти помогнале да бидеш најсреќниот матурант. Ви благодарам. Ете така. Имаш 3 обиди. Андреј, повели. Михаил. Одлично, ајде уште еден обид, не е толку едноставно. Ајде, Михаил, повели до мене, дали ке беше Андреј, мислиш ли истиве поени ке ни ги собереш? 4, 5, 6, 11, 16 поени за семејството Новковски. Ти благодарам, повели на својата позиција, а како би одредиле кој од двете семејства кои имаат исти поени, по 20, Петковски и Кузмановски, кој ќе понесе 3 поени, а кој 2 поени од оваа игра, ќе поканам по еден представник од вашите две семејства, како би ја фрлиле среќната коцка. Кој ќе освои поголема бројка, тој ќе ги земе 3 поени во оваа игра. Повелете до мене. Ајде, Чичко Тоде, дојди ти. Никаков проблем. Еве, една коцка за вас. Почекајте ме малку. Чичко Тоде, уште една коцка за вас. Застануваме на оваа позиција овдека за да ги фрлиме коцките кон стручната комисија. Тој што ќе има поголема бројка од коцката, тој ги освојува 3 поени во првата игра. Може. Може. Ајде. Добро е, значи семејството Кузмановски ги освојува 3 поени во оваа игра, повелете на вашите места. Петковски 2 поена, така и Новковски 1 поен. Тоа беше првата игра, топка на среќа. За кратко, играме на слепо. Златко и Мартин се на своите позиции, спремни да играат играта на слепо. Мартин, малце ќе пробам да те дезориентирам. Колку добро го кажа овој спор. Дали можеш да претпоставиш каде е твој татко? Не. Не. А бојата на оваа топка? Не. Не. Златко, слободно можете да му викнете да му дофрлите на вашиот син како би ве пронашал во оваа темница. Океј. Имаме 1 минута време. Што повеќе топки, тоа повеќе поени. Стартуваме сега. Ајде, Мартин. Ајде, еден аплауз за првата пропуштена топка, нема да биде ни за втората. Теја првата црвена може би ова. Не, десно. Ајде, Мартин, Браво, добар ајде, си. одлично. Пати го тој Одлично. удар. Одлично. 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 Ги слушаш инструкциите од Одлично. татко ти, така? Одлично. Ајде. Па добро ти оди, Мартин. Одлично. Одлично ти оди, да знаеш дека одлично ти оди. И не само твоето среќно семејство, ни го од останатите добиваш аплауз. Јас ќе ти помогнам. Ете, ајде. Еве и една жолта, таа ни носи 2 поени и оваа црвена која ни носи 3. Браво. Рекордот во оваа игра ќе ви кажам дека е 58 поени во изминативе 9 кола. Дали ќе успееме? Таа можеше да се остане. 4 секунди го слушаш звучниот сигнал и оваа топка ќе влезе во игра ако влезе во кош, но не. Браво, Мартин. Ослободи се од очилата и дојди да ги преброиме поените. Сладко, полна корпа. Супер, одлично. Уште вака да имавме полна корпа, петки по математика, ќе беше одлично. Има. Да, затоа сте најдобро училиште, чув. Сигурно. Одлично. Ајде да видиме дали сте најдобри во оваа игра. 45 поени освоени од сите овие топки кои што ги имав. Така, наред се семејството Кузмановски од Куманово. Доде. И тетка бети се подготвени од семејството Кузмановски од Куманово да играат играта на слепо. Што доде, тешко ли е да се гледа во вакви моменти? Тешко е момент. Со вртоглавицата како сте? Добро? Ќе се завртим. Ајде! Одлични сме. Имаме 1 минута изброј на топки, дали ќе имаме изброј на кошеви, дознаваме за многу кратко, од кога ќе го означам стартот. Бети, подготвена сте? Инструкции ве молам на вашиот татко што повеќе топки во овој кош. Минута време. Шкотоде, стартуваме. Ајде! Ајде, еден аплауз!
за Чичкотоде од Куманово. И добро ви, и без инструкции. Дори и стручната комисија знае да помогне. Бети, добре ли му оди? Супер му оди. Оваа жолта топка и е заменета со црвената без никаков проблем. Ајде, Чичкотоде, 35 секунди доволно за да се наполни кошов. А тетка вети, ако не успеш и немаш место слободно, туркај што повеќе топки во кошот. Ајде! Ете го Чичкотоде, малку појако. Ајде, одлично. Одлично. Ајде, имаме 15 секунди поддршка од буквално сите во студиото. Браво. Добро, и ова можеше малку подобро, малце лево, Чичкотоде. Ете го малце лево. Одлично. 3 секунди. Ајде и оваа топка, но не успеа ни ова. Чичкотоде. Ајде, повелете овде каде ги пресметаме поените за семејството Кузмановски. Не да беше со риби оваа топка. Овој кош. Но добро и вак, 1000 евра се повеќе од полна кошница со риби. Ке видиме, останува уште едно семејство, 32 поени за вас. Повелете на своите места, 45 имаме за семејството Петковски, за Кузмановски 32, а наред се Новковски. Андреј и Михаил од семејството Новковски се последното срекно семејство кое ќе игра во ова коло играта на слепо. Андреј, подготвен? Да. А мислиш ли дека и брат и Михаил исто? Па би требало. Ти се гледа нешто? Не. Која боја на топка имам? Не знам. А, не знаеш. Добро, правилен одговор. Зелена, ете ти кажа. Таа носи 2 поени. Имаме 1 минута време. Подготвен? Ајде, стартуваме со времето и со првиот шут. Ајде, одлично. За малку, одлично. Пред време реков. Посилно вели Сашка, мама Сашка. Да ви кажам, најдобро да ја слушате стручната комисија. Зад вас е. Зад вас е точно знае секоја траекторија на топка. Одлично. Тој правец. Ајде. Михаил, прави место да собереш што повеќе топки, зашто имаме 30 минути време, а близко се и 1000 евра, близко се и 500, близко се и 300 евра. Ајде, прва. Така, 20 браво. секунди. Ајде. Подесно Пробај само малку, да не се подесно. Поместиш од така. местото и идеме, Андреј. Добро. 10 секунди. Ке го слушаш и тајмерот на 5-та секунда, планирај Малце која пониско, топка Андреј. каде ќе Многу оди. високо е. Еве. Така. Починам дека ова е последната, ова нема да пресметаме, дури немаше да има ни место. Повели, извади ги очилата. Браво за браќата Новковски. Повели до мене. Одлично. Многу црвени топки. Исто толку. Жолти, сини и 43 поени освоени од оваа игра. Дали сте задоволни? Претпоставувам со пол, кош, како нема да бидете. Повелете на вашите места и да видиме генералната ситуација по втората одиграна игра. Семејството Петковски 45 поени, Кузмановски 32 и Новковски 43 поени. Тука ја гледаме сега и генералната бодовна ситуација. Семејството Петковски 5 поени, семејството Кузмановски 4 поени и семејството Новковски 3 поени. 1 поен е разликата, а близко се и 1500 и 300 евра. Одиме да штедиме струја. Ја играме третата игра. Семејството Петковски ќе играат играта во која штедиме електрична енергија. Христина е на својата позиција како надежен одбојкар. Така ли е? Да. Затоа е одбра да играш оваа игра. Да. Имаме 9 светилки. Мислиш дека ќе биде лесно? Да. Ајде. Имаме и 1 минута време. Тоа ќе ни отежни работата, но верувам дека ќе успееш што повеќе светилки да изгаснеш. Почнуваме. Одиме, Христина. Ајде. Еден аплауз за семејството Петковски од Скопје. А поготово за Христина, која ете е надежна одбојкарка. Одиме. Колку време да се? Една има.
Ке бидат тук. Подолу, можеш да земеш и две топки во раце. Можам и јас да ти подадам топка. Ајде да видиме. Христина ми кажа дека Металург е твој омилен ракометен клуб. Ана, брат ти му е Вардар. И кога ги гледате, кога заеднички играат, битнуваат ли караници или не? Не. Не! Наши страствени вистински навивачи сме. Две светил. Ајде една подршка за Христина. Ајде, мораме да успееме, имаме 15 секунди. Тоа може некогаш да биде и доволно. Едно семејство од горна тате ще успеа да ги изгаси светилките дури за 20 секунди. Некако слабо, 3 секунди, 2, 1, истекот на времето го означивме сега. Само две изгаснети светилки, што е тука е, ништо не се знае. Имаме уште две семејства кои што треба да играат оваа игра, а следни се семејството Кузмановски од Куманово. Чичко Тоде е на својата позиција. Бети ќе ни прави друштво и ќе ни дава поддршка во оваа игра. Навикнати сме да штедиме електрична енергија. Да? Ќе го покажеме тога сега тука на дело. И тоа за една минута. Ајде, имаме. Почнува времето да тече сега. Ајде, еден аплауз за Чичко Тоде да отвори играта. Бети, добро ли му иде или не? Една, еве и втората. Ајде. Можете да ни помогнете, а и не мора. Со топките ги имаме доволно, барем за овие 45 секунди. Браво! Колку се до сега? 3, 4, 5. Во, колку топки. Добро виде да не сте биле ракометар. Не! Во младоста, мислев на тогаш. Ама добро виде, добро виде. А и верувам дека и меѓу пензионериве сте најдобри сега. Тоа ќе го видат. Ајде! Имаме 20 секунди, не брзете, сконцентрирано, 3 светилки од можни 9. Ајде, ајде, имаме доволно топки, Бети, добре моди, нели? Ајде! Кој сега две остана? Внимавај само некоја да не вклучиме. Ајде да видиме. 5 секунди, 4, 3, 2... Ај, за малку, но сепак само две светилки остајавме, тоа значи 7 изгаснати. Супер што Тоде во оваа игра се покажавте. Ајде да видиме, но ни останува уште семејството Новковски од Скопје да штедат електрична енергија. Андреј и Михаил се повторно на позицијата и во третата игра. Спремни да штедат електрична енергија и да изгасат што повеќе светилки од претходните семејства. Верувам дека е така, нели? Достижни се овие 7? Ај, овие два некако ми изгледа достижни, нема 7? Мислам дека ќе погодам 8. Ајде да видиме дали ќе погодиш, имаш една минута време. Почнуваме сега. Ајде. Ајде, Михаил, ќе му подаваш топки, ќе успееш така да му помогнеш на брат Андре. Ајде. Слушате инструктивите од вашата мајка, така? И дофрла. Памти, кој прекинувачи се веќе исклучени, а кои остануваат во игра е една светилка. Ајде, Андреј. Студенци на машинскиот факултет, а Михаил матурант. Дали ќе одиш ти на електрофакултет? Би требало. Би требало на електро. Па да, што да не. Што да не, кога сме веќе ке струјата, да, во секој случај. Ајде побрзо, вели мама Сашка, 25 секунди. И има време, многу има време. За 20 секунди во оваа игра имаат успеано барем две стрекни семејства да ги изгасат сите 9 светилки. 5. Идеме, ајде. Тешко иде, Андреј, а? 5, 4, 3 и ова е последната топка. Колку вкупно? 5 изгаснати светилки. Одлични бевте, повелете на вашата позиција и да видиме. Семејството Петковски, 2 изгаснати светилки, 7 за Кузмановски и 5 за Новковски. По распределбата на поените ја гледаме и генералната бодовна ситуација и кои две семејства одат во финале. Семејството Петковски од Скопје со освоени 6 поени и семејството Кузмановски со освоени 5 поени ги гледаме во финалната игра, а семејството Новковски им се заблагодаруваме за учеството и освоените 300 евра. Останувате до крај во ова издание и ќе се дружиме заеднички. Сакам насмевка и еден аплауз за одиграната игра. А сега нормално е моментот кога ги бираме следните надпреварувачи за срекно семејство, односно за 11-тото коло.
Како што знаете, по трите одиграни игри следува моментот кога ги избираме надпреварувачите за следното 11-то коло на срекно семејство. Веќе гледате на вашите екрани кои се нашите три срекни семејства за следното коло, а ни пристигаат од Ѓорче Петров, од Штип и чинам дека за прв пат од Делчев. Дополнителните 6 срекни семејства ќе бидат во игра доколку некој од првите 3 не успее или не е во можност да учествува во квизот срекно семејство, но за тоа ќе зажали бидејќи од овдека секој си заминува со награда. Еден аплауз за следните надпреварувачи кои ќе застанат на вашето место. А за кратко ја играме финалната игра во која Петковски и Кузмановски ќе си ги одмерат силите, некој од нив ќе замине со 1000, а некој со 500 евра. Дојдовме и до финалната игра, каде силите ќе си ги одмерат семејството Кузмановски и семејството Петковски. Главите на фамилиите застанаа во оваа финална игра затоа што блиску се 1000 или 500 евра, нели? Не се за подценување, што тоа е. Вие како носители на најмногу поени после трите одиграни игри први фрлате. Треба да споиме 4 топки хоризонтално, дијагонално и вертикално. Јасно е се, чекаме едниот да фрли, потоа другиот. Имаме 3 минути време да споиме 4 топки. Ајде, чешкото, да стартувате вие. Ајде да наплу за првите 2 топки. Да видиме каква стратегија ќе развијат нашите семејства. Ајде, чешкото, да имаш за игра. Одиме. Добро е, напустихме веќе. Нова трета. Освен што ќе можете да иде чешкото да. Кристина, како ти се чини? Па, добро. Добро. Брзо ли ќе се спојат 4 топки или некако не? Ајде се Знаем. Не се знае, но навистина треба мислење во ова. Не е само шокирање, прецизно, туку и стратегија во која еве веќе како Златко спои 3 топки. Што тоа е добар обид да се сопре. Дали оваа топка не? Ај, за малку. Сите се тивки, сконцентрирани, внимаваат каде ќе отидат 1000 евра, а 1000 евра отидува ке семејството Петковски од Скопје. Браво! Честитки! Честитки за борбава, добро! Семејство Кузмановски, вие заминувате со 500 евра. Покажавте добра игра. Сите 3 срекни семејства. Повелете на вашите позиции. За кратко им ги даваме ваучерите за освоените награди во 10-то коло на срекно семејство. Дојдовме и до самиот крај на 10-то коло на срекно семејство, односно до моментот кога на нашите срекни семејства им ги врачуваме освоените награди. За таа цел, како и досега, го поканувам представникот од ЕВН Македонија, господинот Атанас Ковачевски, со ваучерите за освоените награди. Добро вечер. Но пред тебе да им ги врачиме наградите на вечерашните наши срекни добитници, сакам да искористам оваа прилика и воедно да ви ги честитам освоените 2 национални награди за најдобри обштествено одговорни практики за 2013 година. Едната се однесува на корпорациите, а другата за... Ова се 2 први награди. Ова не е прв пат ЕВН Македонија да биде наградувана. 6 години поред веќе добиваме награди, и тоа први награди во различни категории. Овој пат, значи, обштествена одговорност, наградата е за енергетската платформа. Овие награди значат дека ЕВН Македонија не е само дистрибуција на електрична енергија и доставување на сметки и наплата на сметки, туку и за општото добро на оваа земја. Работиме, се трудиме преку најразлични проекти да помогнеме. Овој пат првата награда ја добивме не за проект, туку за една наша стратешка определба за разумно користење на електричната енергија, поточно подигнување на свеста кај нашите сограѓани, кај жителите на оваа земја за разумно користење на електричната енергија. Направивме на платформа, фативме многу луѓе, значи многу категории на луѓе, и бизнисмените, и студентите, и новинарите,
Буквално сите од најмала возраст ги обучувавме како разумно да ја користат електричната енергија. Заедно со Министерството за економија ја спроведуваме оваа енергетска платформа и втората прва награда е за практиките кои ги имаме за развој на младите кадри во оваа земја, преку практикантската програма, преку тренинг програмата, преку стипендирањето на студентите кои се запишуваат на електротехничките факултети во земјава. На најразлични начини се обидуваме да им помогнеме на младите да ги остварат своите соништа. Не само да го завршат своето високо образование, туку и полесно да најдат работа. Честитки уште еднаш, нека за многу години и уште многу освоени награди за вашата компанија и ајде да видиме кој од нашите срекни семејства која сума ја освои вечерва. Семејство Новковски од Скопје, повелете 300 евра за освоеното трето место. Ајде, мама Сашка. Еве го вучерот, задоволни ли сте од тоа што Андреј и Михаил го прикажа во оваа игра? Задоволни од сумата? Благодариме. Ете така, на позиција број 2, семејството Кузмановски освои 500 евра во денарска противредност. Чичко Тоде, честитки за борбеноста која што прикажавте. Ете, 500 евра за семејството Кузмановски и за семејството Петковски од Скопје, освоената премија од 1000 евра во срекно семејство или 61.000 денари. Честитки и со здравје да си ги користите освоените суми. Повелете семејства да им честитате на вашите. Ете така, а ние дојдовме до самиот крај, односно до крајот на 10-тото поред издание на Срекно семејство. Се гледаме точно за 2 седмици. До гледање. Ние освоихме 300 евра. Ние освоиме 500 евра. Нашето семејство освои 61.500 и ги потрошиме парите на реновирање на нашиот дом. И вие плаќајте ги сметките редовно на една.